Да, благодарам. Јас бев како и вице-премиерот професор, јас можам да зборувам 45 минути, но ајде, во интерес на времето ќе гледам да бидам пократок. Прво, би сакал да се заблагодарам на Finance Things, што ја организираше оваа дебата. Мислам дека е важно во Македонија да имаме пошироки дебати за најважните прашања. Ние од Министерство за финансии организиравме при донесување на законот за минимална плата, кога беше далеку од владина или парламентарна процедура. Исто така, за прв пат од независност организиравме дебата за буџетот пред да биде воопшто изгласан од страна на владата и го поддржуваме тоа да практично јавноста да ги обликува и да влијае на носењето на политиките. Исто така, благодарност и до британскиот амбасадор, господинот Герет, за поддршката за реформи кои што ги правиме пред се како Министерство за финансии. Исто така, мене ми е драго што на оваа трибина, дебата, сме заедно со Светска банка и ММФ, кои што, ние со Марко некогаш се шалевме дека ќе најдеме канцеларија за луѓето од Светска банка во Министерството за финансии, бидејќи стварно многу ни помагаат во дизајнирањето на реформите. Исто така, ми е драго дека господинот Соса е со нас. Тоа значи едно многу посериозна комуникација со ММФ. Додам директно на вашето прашање, да, ние мислиме дека 3,2% се остварливи во Македонија. Пред се, ова не е само став на Министерството за финансии, истата проекција имаат и ММФ и Светската банка. Јасно е дека 2017 година, ако го гледате растот, беа како ног и ден. Имавме во првата половина минус 0,7% раст, во втората година плюс 0,7%. 3,2% е нешто што значи дека македонската економија почнува да се движи, иако ние мислиме дека потенцијалниот раст на Македонија е секако над 4%, значи дека Македонија може да оствари повисоки од 4% економски раст. Сега, како да дојдеме тамо? Ние во Министерството за финансии водиме политика на практично на умерена фискална консолидација. Тоа значи дека почнуваме да гледаме на среден рок, водејќи се и благо започнавме да го намалуваме буџетскиот дефицит. Ние мислиме дека тоа е политика која е исправна. Одиме годинава со буџетски дефицит од минус 2,7%. Не можеме да излеземе од она ниска состојба на економска активност ако имаме намалување на буџетскиот дефицит. Туку почуваме на среден рок да превземаме мерки кои што прво ќе почнат да ја движат економијата, а потоа ќе создаваат фискална дисциплина. Сега превземаме мерки на приходната и на расходната страна. На расходната секако дека ги скративме помалку продуктивните трошоци. Веќе во буџетот нема место за фасади и жални врви, но иако исплаќаме дел од некои непродуктивни трошоци дури и годинава, како за филхармонијата, таа која што беше помпезно отварана. Исто така, главен приоритет во првите овие 10 месеци од аспект на јавните финансии беше транспарентноста. Мислиме дека таа сериозно ќе придонесе да се зголеми ефикасноста на трошењата. Преземавме низа на мерки кои што ќе овозможат јавноста да има увид и кои што овозможуваат јавноста да има увид на трошењата, а тоа пак ќе и да прават притисок, а доколку има неефикасности да се практично се зголеми ефикасноста. Например, за прв пат објавуваме месечни и квартални извештаи за реализација на буџетите на сите буџетски корисници, на јавни и на општините, што е важно. Денес во медиумите може да видите каква е реализацијата на приходната страна на буџетот по месеци за јануари и февруари. Јавноста до сега немала таков увид. Исто така го подобривме полугодишниот извештај, има детали по сите буџетски корисници. Исто така објавивме за прв пат граѓански буџети како еден од сериозните чекори. За прв пат во Македонија објавивме распоред на домакинствата по доходот на база на податоци на УЈП со цел да влијаеме и на
поголемо разбирање на јавноста за еден од клучните проблеми, тоа е нееднаквоста на доходот. И еве со веќе најавив на една трибина која што минатата недела ЕУ ја организираше баш тука, дека Министерството за финансии работи, подржано од УСАИД, на практично отварање на трезорот на веб, по примерот на Словенија. Значи тоа е едно силно отварање на транспарентноста, бидејќи во основа значи дека граѓаните од своите компјутери ќе можат да следат како се троши до секој денар од парите преку даноците, и мислам дека за нормализација на состојбите во земјата и одење напред, тоа е еден од клучните чекори. Дали сега кои се клучните предизвици за да се оствари растот на среден рок, тој што го посакуваме повисоко 4%, секако дека во Македонија мора да почнеме да мислиме на подолг рок. За жал, многу години наназад, политиките беа дизајнирани само помеѓу два изборни циклуси, мислеа на краток рок, беа преземани адхок мерки, и тоа е нешто главно што мора да се смени. Во Министерството за финансии за прв пат од независноста денес заедно со ЕУ имаме стратегија за реформа на целиот систем за јавни финансии, која е 2018-2021, чија цел е да ги подобри сите елементи на системот за јавни финансии. Значи ние знаеме точно што сакаме и кога да го менуваме на еден среден период, и тоа да биде во насока на ЕУ стандардите. Почнувајќи од 2018 година веќе работиме на промена на системот за промена практично на законот за буџети, кој што во основа има цел да донесе нов интегриран IT систем, да го промени буџетскиот календар и да промени хиерархијата на буџетските корисници, по пример на поразвиени земји од Европа, како Словенија. Исто така, многу е важно дека еден од клучните елементи на оваа стратегија е транспарентноста. Ние, иако сме во првите 3 месеци, веќе реализиравме огромен дел од мерките, бидејќи мислиме дека само така Македонија ќе оди напред, ако вие сите, ако целата јавност има увид како се троши до последниот денар. Јас се сеќавам дека кога овие идеи како опозиција ги дававме, например, за трезорот да се објавува на веб, пред неколку години бевме обвинувани дека тоа се сулуди идеи, дека тоа никогаш нема да се реализира, но ја најавувам дека 2018 до 2018 година Македонија ќе го има трезорот на веб и ќе можете до детали да ги гледате трошењата. Исто така, во оваа реформа, и тоа ќе донесе добро, тоа ќе овозможи Македонија да има поефикасен систем на трошење кој што ќе влијае на БДП. Практично во моментов работиме на нов закон за јавни набавки, исто така вака отворено заедно со најзасегнатите страни, заедно со УСАИД направивме дебати со цел Македонија да добие еден европски закон кој што ќе ги спречи злоупотребите од минатото. Во моментов се работи на нов закон за јавен долг и исто така во поглед на 2018 година работиме заедно со ЕУ на нов систем на јавна внатрешна контрола. Исто така, сега би морал да кажам дека посебно во тоа што е моја надлежност, ние во Македонија мора да зборуваме и за приходите. Популистичките политики се плашеа, гледаа многу накратко, не гледаа како да прават мерки на приходната страна. Да, ние мора да бидеме храбри, мора да гледаме да презимаме и такви мерки, бидејќи тоа што значи градинки, болници, патишта се финансира или од буџетот или од задолжување, и само со такви мерки може да одиме. Добро, јас новинарски ќе инсистирам повторно на одговор на моето прашање. Што ќе биде ризик и предизвик годинава? Не случајно ве прашувам, министре, ние минуваме година во која граѓаните имаат големи очекувања од членство во НАТО, преговори со Европска Унија. Никако целиот тој политички процес повторно како да влијае врз економските текови во земјава. Дали верувате дека тие 3,2% ќе ги остварите? Успехот во интеграциите во НАТО
тоа е искуството на сите земји. Ја мислам дека ќе овозможат и повисок раст на тој што е проектиран. Тоа е примерот на Бугарија, тоа е примерот на Хрватска. Значи, интеграциите само создаваат мултипликативен ефект кај инвестициите, бидејќи се едно јадро на сигурност за нив. Секако дека околу предизвиците кои што или ризиците е што би се случувало во глобалната економија, бидејќи ние сме мала и отворена земја, но доброто е што во 2018 година, ако ги следиме оние движења на БДП во Европа или во регионот, се гледаат позитивни трендови, тоа значи дека Македонија овие трендови можат да ја движат напред. Добре. Да, ние веќе најавивме дека по завршувањето на дебатите за системот на јавни набавки, наредно што ќе стартуваме, исто така отворено и транспарентно, ќе биде практично за воведување на праведно оданочување во Македонија, посебно кај персоналниот данок на доход. Тоа е еден од клучните елементи на планот за живот, исто така и од програмата за работа на владата. Нашата интенција е да првично да јавноста да го има на ЕНЕР системот, драфт текстот на законот, а потоа да биде отворен за критики, коментари, сугестии. Ние мислиме дека тоа е добро, бидејќи само со влијание од јавноста, само со слушање на коментарите од тамо ќе можеме да одиме напред. Исто така, ние, еве ќе ги кажам контурите кои што се и во програмата на владата, значи идејата е за мнозинството на граѓани, даночната стапка кај персоналниот данок на доход да остане иста, 10%, а само на оние неколку проценти со највисок доход да им се додаде дополнителна даночна стапка од 18% за дополнителниот доход. Исто така, многу е важно дека во Македонија имаме висока нееднаквост, ние планираме со оваа блага или умерена реформа да почнеме да таргетираме, значи овој предлог веќе и од јавноста имаше и некои, гледам и тука седат, кои што велеа дека ние не одиме силно или апсолутно. Нашата идеја е да одиме умерено, бидејќи во сите книги за јавни финанси пишува дека даноците треба да бидат баланс помеѓу нееднаквостите кои ги прави пазарот и нееднаквоста на институциите. Ние гледаме оваа битка на воведување на праведни даноци да ја правиме паралелно со подобрување на ефикасноста на институциите. Затоа и веќе зборував дека многу внимание посветуваме паралелно и на транспарентноста, на зголемување на ефикасноста на трошењата, бидејќи мислиме дека од кога ќе почне праведно оданочување 2019 мора тоа да биде придружено со многу поголема ефикасност кај трошењата. Ова е едно и би сакал да одговорам, бидејќи беше искоментирано и ја мислам дека е многу важно околу слабата или ниската продуктивност од претходниот период. Јас се слагам со коментарите на господинот Соса, но би сакал да апострофирам нешто што можеби не е мислење на ортодоксна економска мисла, а тоа е поврзано со раст на платите. Да, еве, вие на почетокот зборувавте, јануари имаме за прв пат од 2010 раст на плати од 5,6%, значи сериозно зголемување на платите. Класичната мисла вели дека растот на платите треба да биде практично да биде базиран на раст на продуктивноста, но во Македонија е факт дека продуктивноста не растеше. Сега од кога значајно имаме придвижување на платите, што се случува? Зборуваме со фирмите, тие велат да, нас ни требаат мерките кои што се формулирани во поддршката за економски раст, бидејќи ние сакаме да ги подобруваме технологиите, да купуваме нови машини и практично да одиме напред. И тоа е добро. Само така ќе може Македонија да оди напред. Мислам дека ова е еден од централните елементи и на планот за живот и на програмата на владата. Ние ќе бидеме посветени ова да го реализираме, значи правење на еден слободен амбиент за фирмите, поддршка за тие да напредуваат и крајна цел е да расте животниот стандард, пред се платите на мнозинството на граѓани, кога вела мнозинство, луѓе кои што работат од својот труд, немаат капитал. И тоа ќе донесе да се движиме напред и да правиме придвижување не само кај животниот стандард, туку и кај продуктивноста. Значи, нашата идеја е да бидеме умерени. Што значи умерени?
А затоа и кажав, ако еве ќе ви дадам, значи во која фаза сме денес. Ова беше планирано за покасно, како што кажавте во април, но ќе го кажам сега. Мислиме дека во Македонија, и ако ги видите точно податоците на УЈП, некаде во нето околу 1000 евра, на тоа имаат само 2% од луѓето со највисок доход. И мислиме дека тоа е границата која што треба да биде поставена за дополнителна стапка. Зошто? Бидејќи таа стапка сигурно дека нема да удри по средната класа, бидејќи ако гледате било каква економска теорија, значи средната класа не се движи до 98% или до 98 перцентил, но ова е практично на луѓето кои што имаат доход повисок од кој во тие 2%, во основа имаат приходи во голем дел кои што и не се од труд, туку се и од капитал. Сега апсолутно ова ќе биде, ја како што најавив, ова сега што го кажуваме став на Министерството за финансии, ние како драв верзија ќе го објавиме на јавноста, апсолутно сме отворени да ги слушнеме мислењата, но мислам дека еве и денес, ако сакате повеќе да зборуваме за тоа, но и кога ќе дојде времето многу повеќе да зборуваме за праведното даночување. Во Македонија треба да сватиме дека ако гледаме колкава е приходната страна на буџетот, таа е најмала во Македонија и во Косово, во целиот регион, да не зборуваме за Европа. Тоа значи дека во Македонија има простор да се превземаат мерки на приходната страна. Зошто се тие битни? Бидејќи ако зборуваме за квалитетно образование, учителките на нашите деца се плаќаат од тие пари. Односно докторките во болниците се плаќаат со пари од даноци. Исто така изградбата на битната инфраструктура оди автопатишта, оди преку државата. Во Македонија мислам дека мора да престанеме со на размислување дека само најниските даноци се најдобри. Гледаме каде не донесе тоа. Гледаме дека тоа правеше да одредени силни интересни групи не се грижат за тоа како институциите ги трошат парите пред се на граѓаните. Во другите земји е различно. Тие кои што се мокни и финансиски мокни се борат нивните пари преку институциите подобро да се употребуваат и во образование, и во здравство, и во инфраструктура. Мислам дека во Македонија, еве и пред да зборуваме за праведно даночување, воведување на умерени мерки на прогресивност и праведност, мора на широко да ја отвориме оваа дебата. Знам дека во јавноста, еве има и се сеќавам и на таа дебата, има и загрижени прашања, но таа не е толку и страшна. Албанија, например, во 2014 година имаше истите дилеми како и нас, но воведе поправеден, прогресивен, персонален данок на доход со две стапки, 13 и 23%. Значи не зборувам за некоја скандинавска земја, тука е Жаре, го гледам и ќе поздравам за Данска, туку зборувам за Албанија. Значи Албанија воведе 13 и 23% и тоа не ја наруши нивната компетитивност, туку напротив, тоа придонесе да умерено да воведуваат праведност. Благодарам.